Ќе си земам за право да ви предочам, условно речено, 4 предлога кои јас ги доживеав како такви во јавниот дискурс. Првиот беше овој што владата некако го пушти во оптек дека е лесна работа, дека во преамбулата треба да се додадат бугарите и евентуално хрватите, црногорците и уште некои други етнички заедници. Ако е тоа така, тоа би било многу лесна работа и едноставно само да се допишат. Како вие на тоа гледате? Мислам дека ова ќе биде еден голем предизвик, новина би рекол, но и предизвик бидејќи бугарите никогаш не биле експлицитен уставен субјект во нашата држава и сметам дека на ова прашање не може да се одговори дека ќе биде лесно или тешко. Тоа зависи пред се од техниката со каква уставна формулација треба да се впишат бугарите во преамбулата на уставот. Битно е да се дојде до едно уставно решение што ќе помогне многу на државата, на општеството и на граѓаните во нашите стратешки приоритети, односно во европските интеграции. Каде вие гледате некое излезно решение од овој аспект? Дали По моје мислење, значи, треба да се изнајде едно решение со кое ќе се овозможи демаркација или разграничување, и тоа јасно и потполно разграничување помеѓу македонците и бугарите. Тоа од повеќе аспекти. Првиот, што е најбитниот аспект, е самобитноста на македонците. Значи, и јазично, и етнички, и културно. И тоа е многу битно. И сметам дека тоа ќе биде едно од придобивките на овој процес, ако се изведе како што треба, се разбира. Од другата страна, тоа е заради превентива, од можно идно, да речеме, бугаризирање на општеството, така да се изразам. Нашето општество е сепак мултиетничко општество. Значи, да се подвлече една јасна и експлицитна етничка, јазична и културна разлика, односно разграничување помеѓу македонците и бугарите, во смисла што македонците во целост ќе се разликуваат од бугарите, а тоа би се постигнало преку тоа уставно решение со кое бугарите ќе се конституционализираат во нашиот устав, значи ќе станат уставен, посебен субјект на нашиот устав. И во таа смисла, граѓаните кои во нашата држава по национална припадност се изразуваат како бугари, ќе бидат дел од бугарскиот етникум, а не дел од македонскиот етникум. И сметам дека тоа, како што кажав, ќе биде една голема придобивка на овие уставни измени и сигурно ќе има влијание во европските интеграции. Две прашања тука, господине Шазивари. Значи, тоа нема да биде продолжение на онаа постојна преамбула во која што после етничките заедници и делови од народ кои што се наведени, само ќе се додадат и бугарите, бидејќи тоаш значи дека тие ќе се разликуваат од останатите и ќе имаат посебно место во реченицата што ќе ја носи преамбулата. Да, значи тоа е веќе прашање на техника, односно на уставна формулација, на впишување. Но битно е дека ќе се постигне тоа разграничување, односно демаркација, како што јас ја нарекувам, или дистинкција, јасна и целосна дистинкција, така да нашите граѓани, зборуваме за наши граѓани, инаку во јавноста честопати се мешаат работите, се повикуваме на реципроцитет. Реципроцитет се применува спрема странски државјани, под услов во таа друга односна држава да го признае истото право за наши државјани што се таму. Значи, тука зборуваме за наши граѓани, односно државјани,
кои што по национална припадност се изразуваат како бугари, ќе бидат дел од бугарскиот етникум, а не дел од македонскиот етникум. И со тоа ќе се воспостави една јасна демаркација помеѓу македонците и бугарите, и во јазична, и во етничка, и во културна. Дали ќе се оди со уставни амандмани или ќе се менува формулацијата во преамбулата? Ви кажав, значи, работната група се уште немала состанок и тоа е прашање на уставно-правната техника. Нашиот устав се изменува и се дополнува со уставни амандмани, значи сигурно ќе има уставен амандман, но дали со тој уставен амандман, како што беше 2019 година, некои реченици ќе се менуваат, односно ќе се дополнуваат, или ќе се оди со цела преамбула, тоа преостанува да се види. Инаку, ако мене ме прашате, која читаме нашата преамбула од 2019 година, значи ова новата што е во сила, бидејќи нашата преамбула е изменета 2001 година, значи од уставот на 1991 година, и после имавме последната измена 2019 година. Кога читаме преамбулата, ја лично сметам дека има две празнини во нашата преамбула. Првата празнина е во целите, и ќе биде мој личен предлог во ова работна група, бидејќи недостасува првата цел, посветеноста на граѓаните за вклучување на државата во европските интегративни процеси. Тоа не е наведено како цел и таа цел соодействува на овој процес што сега го правиме, односно што ни предстојува, бидејќи ова го правиме заради европските интеграции и ги правиме овие уставни измени. Значи, граѓаните, стварно, нашите граѓани се посветени на процесот на вклучување на државата во европските интеграции. И втората цел, посветеноста на државата да придонесе за стабилноста на регионот и на цела Европа преку создавање добрососедски односи и соработка со сите соседни држави. Мислам дека овие се би биле две клучни цели кои обезбедуваат кохезија и ја отсликуваат кохезијата, имаат голем потенцијал за обединување на граѓаните, бидејќи сепак нашиот концепт е граѓански, значи Македонија е држава што припаѓа на граѓаните, така да мислам дека овие клучни цели по моје лично видување би требало да бидат дел од преамбулата, особено првата цел, бидејќи ја отсликува и смислата и целта зошто ги правиме овие предстојни уставни измени. Професоре, го споменавте си тагбата консензус, политички консензус. Од тоа произлегува едно друго прашање. Дали ние правиме промена на уставот заради постигнување политички консензус да ги задоволи нашите актуелни политички етнонационални барања, или правиме промена што ќе ги задоволи барањата на бугарската држава, и кога ние ќе бидеме сигурни дека таа промена што ќе направиме, со таа промена бугарите ќе бидат задоволени како бугарска држава? Па, ние правиме од се ова што споменавте, почитуван Љубиша, значи сите помалку. Но пред се тоа е интерес наш, на нашата држава и на нашите граѓани, и приоритет имаат европските интеграции, што ни се стратешки приоритет. Ние од осамостојувањето, значи од независноста на Македонија 1991 година, тоа ни е приоритет, над приоритетите европските интеграции. Едниот дел успеавме, значи станавме членка на НАТО Сојузот, сега ни преостанува уште зачленувањето во Европската Унија. Тоа било сон и на претходните генерации, историски луѓе што живееле во Македонија, во ова поднебје.
имајќи ги преди придобивките што доаѓаат од Европската Унија, од тој сојуз на држави, вредностите, слободите и правата, економскиот развој, да и не ги редам сите придобивки, така да убаво ви е прашањето дали има некаква сигурност од страна, да речеме, на бугарската страна, имено дали они ќе бидат задоволни или евентуално во Брисел утре, фигуративно утре, можеби на некој бюрократ, односно дипломат во Брисел нема да и се допадне, мислам, ќе се обиде да најде нешто, некоја фаленка во, што знам, во овие предстојни уставни измени. Меѓутоа, првенствено ние се ова го правиме за нас, за нашата држава, нашето општество, за нашите граѓани и за она што е европски интеграции. Се разбира дека немаме некаква сигурност ние дека Бугарија во иднина ќе бара нешто друго. Меѓутоа, засега, како што се дефинирани работите и од нашата надорешна политика и од владата, ова е нешто што треба да се прави и ова е во однос со Европската Унија. Значи, тука немаме ние однос, односно релација со Бугарија, туку имаме релација со Брисел, со Европската Унија, за преговарачката рамка. И јас сум убеден дека, ако ова успешно се направи, ние ќе продолжиме многу цврсто со нашиот процес на европските интеграции.